Благодарам, почитувам председателя. Значи, колега Васко Ковачевски, јас ќе дојдам на кафе, ама најпрво да го прифатите амандманов, да имаме што да им кажеме на планинарите. Тоа ќе ви биде добра основа да победите и на локалните избори, бидејќи вака индиректно губите 2000 гласови од планинарите, членови на планинарското друштво Пелистер, губите гласови од неопределените, губите гласови од сите излажани битолчани, прилепчани и сите оние кои што сакаат и Битола и Прилеп да станат поубави места за живење, како градови и урбани средини, но исто така и околините. Затоа што навистина планинарскиот дом Копанки, со кој што предлагаме 150 милиони денари да бидат изделени од буџетот, е, како што рековте вие, култно место, нешто што значи икона за градот, исто како што имаат и сите други градови во Пелагонијата. За жал, морам да го искажам и моето жалење, затоа што со овој ребаланс уништувате многу икони на градот, исто така и Плебската стара чаршија ги укинавте средствата. Другите средства кои што беа изградба за култниот театар во Прилеп, на еден начин го масакриравте и Прилеп и Битола со овој ребаланс, се со цел да ги задоволите апетитите на сите оние кои што учествуваа во шарената револуција, денес да бидат директори, а да бидат разочарани сите членови на Социјалдемократскиот сојуз. Денес можеме да констатираме дека имаме шарена влада, а не влада на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи сите оние кои што ги урнисуваја државните институции денес се поставени за директори. Еве, например, направена и друга промена. Сашо Тасевски од денеска е директор на Драмскиот театар на местото на Роберт Велјановски, истакнат учесник во шарената коалиција, награден, а сите оние членови на Социјалдемократскиот сојуз можат да си седат дома и да аплаудираат на овие потези. По однос на амандманот морам да истакнам молам по амандманот да се држиме на содржината на амандманот, да не се оддалечуваме од темата. По овој амандман можам да истакнам дека моја задача како прилепчанец кој што го поддржува овој битолски амандман од моите колеги е апелот кон колегата Васко Ковачевски, кон колешката Мира Стојчевска која што потекнува од Битола, да го поддржат во интерес на граѓаните. Помина она кој што го верглате овдека, ВМРО направи вака, ВМРО направи така, заврши работата, дојде нов живот, вие раководите со буџетот, вие раководите со финансиите, вие раководите со проектите. Видовме како функционираат овие 60 дена, супер сте, ни одговарува, резултатите ќе дојдат на локалните избори, каде што позицијата ќе доживее целосен крах. И еве за волја на вистината да се вратам на амандманот, што ВМРО ДПМН како власт тогашна направи за ова историско место за Битола. Обезбеди? Милев ке повели? Без дофрлување, ако зборува во врска со амандманот, благодарение на грижата на владата, на пратениците од Битола, на пратениците од Прилеп, успеа да го легализира објектот кој што за жал во 2013 година беше целосно изгорен, да обезбеди пари од Елем, да обезбеди буџет, направи проект. Само треба да се донесе одлука на влада и уште утре да почне да се гради планинарскиот дром Копанки. Тоа е нешто со кое што ќе дадете еден добар инпут, како што вика Заев, и ќе ја прекратите она долгогодишна дебата кој сака да му помогне на Копанки, кој не сака. Еве ние колку направивме. 99% ја завршивме работата. Јас не знам и се сомневам дали вие како координатор на Комисијата за буџет и финансирање сте консултирање при правењето на овој ребаланс, затоа што добивме печаток дека ниту председателот на Комисијата за образование бил консултиран кога се правил ребалансот, ниту председателот на Комисијата за здравство, затоа што направен е целосен масакар со ребалансов во сите сфери на општественото живење. Вие треба како член на комисијата да ни помогнете на нашите планинари, на прилепските, од планинарското друштво Картуш и од многу други кои што скоро секоја сабота, секоја недела го посетуваат ова планинарско место, да го усвоите овој амандман, бидејќи директно одлучувате за ова. Вие сте член на комисијата. И вие и колешката Мира Стојчевска. Доколку сакате да им помогнете на битолчани, да почне ова икона на градот Битола да се гради. Потоа ќе ги замолуваме и нашите членови на комисијата кога ќе дојдат прилепските амандмани, да ги поддржат амандманите за зголемување на субвенциите, да ги поддржат амандманите за новата, за реконструкцијата на Плебската чаршија, да ги поддржат амандманите за изградба на нов театар, да не останат децата во гимназијата без дограма, за се она кои што ние како претајници го предлагаме сега, ама и нашите претходници го предлагале во минатите мандати. Не смее да дозволиме експресниот пат градско Прилеп да биде прекинат. Жална слика, значи, за секој што патува Прилеп Скопје секој ден. Како да сте поминале во Чернобил, како да сте поминале во една украинска забранета зона. Пеплосани, оставени на забот на времето машините,
кои што не функционираат. Зошто? Затоа што трасата била грешка. Ево уште еднаш ќе апелирам, бидејќи Васко Ковачевски се брза, а и ние сакаме што повеќе амандмани да поминат, можеме од одма да ја скратиме дискусијата и да гласаме. Васко Ковачевски и колешката Мира Стојчева, благодарение на поддршката со пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да им помогнат на сите планинари во Пелагонискиот регион. Ви благодарам.